Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитуван председателя на Собранието, почитувани колеги пратеници. Благодарам прво на сите пратеници за исцрпната дискусија и генерално позитивната атмосфера. Ке почнам со еден обид во функција на отчетност, која што власта треба да има на сите, да дадам барем по една реченица одговор. Верувам, овие 15 на 20 минути ќе биде доволно, за да можам да дадам одговор или во најмала рака свој коментар. Поранешниот координатор на пратеничката група, господинот Илија Димовски, вели како ќе го весламе бродот наречен Македонија, јас, Ахмети, Зијадин, Весел и другите, ние нема да го весламе. Ќе му ставиме мотор и ќе оди малку побрзо од тоа што досега се движеше Македонија. Проблемот на Грција со нашето име е логично прашање на загриженост и уште еднаш го повтарам нашиот став. Ке разговараме заедно со опозицијата, заедно со консензус ке ги носиме одлуките и ќе бидат конечни на референдум пред граѓаните. Но во функција да најдеме решение на проблемот, а не да го блокираме проблемот. Со сето тоа што меѓународната заедница се надеваме дека може да го помогне. Јас сум македонец, сум роден македонец и ме боли исто како вас, македонштината. А верувам и на сите граѓани без разлика на нивната етничка припадност. Господинот Зекирија Ибрими, дали знаеме што е реформа и што е рециклирање? Јас ветив дека ќе поднесам барање до специјалното јавно обвинителство, да каже дали има истрага или обвинителен акт против некој. Денеска го добив овде одговорот од куририте и од стручни луѓе од специјалното јавно обвинителство. Ова е одговорот. Јас ќе го оставам кај председателот на Собранието, кој што потврдува дека за сите луѓе, 25 кандидати за министри, вклучително и јас, ве известуваме дека до овој момент против наведените лица не е поведена истражна постапка, ниту против истите е поднесено обвинение од страна на ова јавно обвинителство. Председателе, ова го ставам кај вас, за да може сите пратеници да го добијат и да се информират и медиумите. Благодарам. Стефан Богоев вети подршка и критика. Ако видите и почувствувате дека нешто не е во интерес на граѓаните, без разлика што сте парламентарно мнозинство, вратете го законот. Сопрети ги работите, вратете го и буџетот. Нема да е ништо болка за умирање. Парламентот мора да биде контролор на извршната власт. Господинот Милошевски зборуваше со многу остри зборови. Не би сакал полош вокабулар да користи. Зборуваше за селективна правда. Верувајте, лекција ќе добијат сите, како законот ќе важи еднакво за сите. Не сакам одмазда и реваншизам. Но секој ќе се одговара ако има докази. Ако нема докази, никој не треба да одговара. Вели, направите влада на купен меѓуетнички соживот. Национализмот во главите на некои поединци никогаш нема да им дозволи да сватат што значи капитал. Од гласови од 42.000 граѓани албанци за еден политичар македонец. Јас се гордеам со тоа. Тоа е еднината на Македонија. Се надевам дека ќе има многу македонски гласови во еднина за политичари од албанска етничка заедница. Како што имало за кандидат за председател во минатото, и така си личи, тоа е еднината на мултиетничка Македонија. ВМРО ДПМН ми е јасно зошто е против правичните даноци. Кај нив се парите. Но, ако има доказ дека украле пари, нема да ги одонечеме. Парите има да се вратат. Заради тоа што законите кои што и денеска важат токму во тој правец. Африм Гаши вели, сум бил исти како Груевски. Африм ќе докажам дека не сум исти како Груевски. Јас не сум исти како Груевски, внимателно следете ме, ќе го докажам тоа. Джевата Деми зборуваше за надеж. Джевата Деми зборуваше за исти жар и кроткост кој што го видел во очите на пратеници кои што се борат од имат верба, а не заради политичка мисија. Господине Деми, јас те убедувам дека со исти жар и со иста кроткост ќе се бориме подеднакво за сите граѓани и за нашата заедничка Македонија. Владко Ѓорчев вели, не гледам тим кој ќе донесе инвестиции во Македонија.
и заради тоа ќе нема пари во буџетот. Ветува многу домашни и странски инвестиции. Ќе работиме на тоа со се што паметни држи и бујрум помогнете. Ќе ни треба помош и од опозицијата, искуството, знаењето, пријателите. Ќе ни треба помош. Што ја барам вечерва, барајќи подршка за владата. Кворум во собранието, како ќе го обезбедиме? Ќе биде тешко со 62 пратеници. Ќе помагате и тука. Тука сме. Кога треба е интерес на граѓаните, заедно ќе го крепиме. Кога нема, нема да работиме. Пратеничката линија Кузмановска вели опозицијата внимателно ќе ве следи. Правичниот данок е полош од рамниот данок. Многу богаташи има во државата и слично. Придонесите да не се намалуваат, нема да ги намалуваме придонесите. И секако благодарам на конструктивната дискусија, за мене тоа беше конструктивна дискусија. Петар Шилего вели нема да има одмазда и реваншизам, ако има одговорност за секој, ако е работено незаконски. Тогаш ќе бидеме нормална држава и правна држава. Квалитетот мора да биде императив и ќе биде силен коректив парламентарното мнозинство на власт. Се согласувам, ја прифаќам и ваквата дискусија, од една од најзначајните реформи мора да биде реформата на парламентот, да биде коректив на извршната власт, а не извршно тело на извршната власт. Теута Билјали од БЕСА вели за кадрите на ДУИ во функција на правната држава. Јас денеска ќе кажам дека ова е мојот кабинет. За мене сите министри се еднакви, имат целата моја подршка комплетна. Сакам да знаат сите, овде пред јавност, ако некој се дрзне да интервенира, да влија врз обвинител или врз судија, подобро сам да си даде оставка, оти ако не го стори тоа, јас ќе дадам предлог за негово разрешување. Само така ќе вратиме правната држава. Само со личен пример и со политичка волја и мотивација, далеку рацете на политичарите од правото и правната држава, можеме да имаме правда и закон кој што ќе важи еднакво за сите. Стефан Анџија зборуваше дека многу министри имала новата влада. Има два помалку од вашата влада. Може би требаше да има уште помалку, тесно мнозинство. Правите комбинации за да можете да создадете ресори, а при тоа да изберете кадри кои што навистина ќе бидат искористени комплетно, исклучиво во интерес на граѓаните. Беше иронично зборувано доста од господинот Стефан Анџија, посебно како ќе ги вратиме младите. Ќе ни треба помош од вас. Сите заедно мора да работиме на тоа, ако сакаме да ги вратиме младите. Заради тоа што сите имаме свој надвор од државата и сите знам дека гориме внатре длабоко во душите да ги вратиме младите. Павле Богоевски имаше исклучително позитивна дискусија. Благодарам, Павле, на позитивната дискусија. Можеме многу што да учиме од вас младите. Господинот Зоран Илиевски вели ќе бидам среќен ако има економски резултат. Јас велам, господин Илиевски, лекција ќе ви одржиме по економија. Лекција, само следете и ќе видите. Јас сум бизнисмен кој што извадил 5 банки во животот. И тоа извадил и знае што значи први во месецот да дојде и колку е тешко плата да се подели, данок да се плати на државата. Убеден сум дека Македонија на економски план и те како може посилно, подобро, појако од било кога. Ме нарекувате дури и со погредни зборови. Ке се увидете ли барем да сватите една положба на свој политички опонент? Како е си во овие години, вашата земја, со сите инструменти и механизми, да е против вас? Тоа е мојата позиција, по основ на сите ваши погредни зборови кон мене. Времето е пред нас, тоа ќе покаже. Вистината е една и таа ќе излезе. Драган Дане вели, мнозинството се довело во ситуација да биде опозиција. Уште еднаш ќе ги кажам бројките. 1.192.000 граѓани гласа, 454.000 нешто гласа за ВМРО ДПМН. 747.000 граѓани е остатокот од 454 до 1.192.000. Граѓани еднакви по устав и по закон, со исти права и со исти обврски во државата. Тоа е мнозинство, 747.000. Под уцени била ставена владата.
Не. Бандитизмот во власта и радикалниот национализам помогнаа да составиме мнозинство, кое што денеска стои зад владата. И секако концептот е едно општество за сите, кое што е еднината на оваа мултиетничка земја, а не чиста Македонија. Да зборуваше господинот Данев дека ќе поддржат се што е добро и ќе се спротивстават на се што не е во интерес на граѓаните. Се надевам дека ќе биде така. Зошто сум дал писмени гаранции? Заради тоа што никој ниту бараше да се наруши унитарноста, ниту територијалниот интегритет, ниту суверенитетот, ниту пак бараше нешто спротивно на Уставот. Потврдив од името на целото мнозинство. Се што ќе работиме ќе биде во функција на зајакнување на унитарност. Се што ќе работиме ќе биде согласно Устав. И се што ќе работиме ќе биде во интерес на сите граѓани и на Република Македонија. Сонја Мираковска зборуваше дека не треба да има реваншизам. Должност ни е на сите, ако ни е тешко, на вистина да работиме на овој правец, тогаш подобро и да не се нафаќаме, да оставиме на друг работата. Мораме да работиме на единството и на сплотеноста. Господинот Љупчо Димовски кажуваше многу детали од неговото искуство во земјоделие, се обидов и да учам и да пишувам од тоа што беше кажано. Дека подстапувам од владината програма и изборната програма, не се пишува се во владина програма. Се што сме ветиле на изборите не се пишува. Но изборната програма е хартија, таа е покажана и стоиме позади неја. Дај Боже 100% да можеме тоа да изреализираме. Господинот Панчо Минов даде убава сугестија. Комбинацијата од ефтини кредити, банкарски гаранции, 90 дена плаќање може да бидат решение за пласманот и плаќањето кон земјоделците. И може од тоа да се научи. Подрачни единици е добро да се отворат и во Росуман и до Меркапија, за да може исто така да се работи на решавање на вишокот на производи. И еве повикувам да гласате за владата затоа што Ангјушев зборува кавадаречки. А јас брзо учам, ќе го научам кавадаречкиот јазик. Господинот Реджел вели дека и програмите на албанските партии се дел од владината програма. Тоа е точно. Владината програма е составена од ветувањата на сите партнери во новата коалиција и реков во експозето. Убави работи зедовме и од другите парламентарни партии. И од партии кои што немаат своји застапници во парламентот. Благица Ласковска зборуваше и за екстерното тестирање, иако знае дека и незините блиски, кои што имаат деца или ако имаат таа деца, исто така ја молат да се укине екстерното тестирање. Драган зборуваше Цуклев какви мерки за вработување ќе сме употребиле, ние ќе сме ги вработиле младите, а оствари некој ги избрака од државата. Зборуваше за прогресивното даночно доначување и бараше кој е лимит. Се што ќе биде приход над 1000 евра, за разликата од над 1000 евра ќе плати 18%. Дај Боже сите во Македонија да земат приход над 1000 евра плата. Па за таа разлика да платиме сите над 18%. Богатството е зголемено во мал процент во граѓаните и тоа е енормно, огромно. Се испумпуваат пари, огромни кеш од сметки од фирми. Владко Ѓорчев зборуваше за наталитетот, за раѓањето на бебињата. 2015 година 22.482, 2005 година 22.482, 2015 23.106 бебиња се родени. И за тоа повикувам заедно да работим. На наталитетот, создавајќи услови комплетно во државата, за да мотивираме млади луѓе да стапат во брак и да имат колку што може повеќе деца. Горан Мисовски зборуваше за новото време кое започнува. И затоа велам, Горане, нема да ги разочараме граѓани. Започнува ново време, каде што сплотеноста ќе биде императив на сите, заради тоа што во единството е и успех. Лилјана Затуровска зборуваше дека не очекува ништо од новата влада. Јас ќе работам и ќе се надевам дека тоа мислење ќе го променам. Горан Манойловски зборуваше некои работи кои што биле започнати со реализација,
а биле добри за граѓаните. Дали ќе сме ги прекинали? Нема да ги прекинем. Автопатите ќе ги продолжим. Другата инфраструктура ќе ја продолжиме. Тоа што е добро, ќе го поздравиме и ќе продолжиме да го надградуваме. Тоа што не чини во државата, ќе го смениме. Има и добро, да. Еве ме исправен пред вас и признавам има и добро. Камо ли да беше тоа повеќето? За жал е многу мал процент. Господине Ферит Мухич, најголемата поделеност во историјата која што има во Македонија, наистина сите заедно мора да сториме нешто околу тоа. Не е само етничка, политичка е, интер и интраетничка е и мора да работиме. Искусен човек сте, делувајте овде во парламентот. Работете на тоа, учете на нас помладите. Владанка Вировиќ зборуваше со убави економски укажувања вредни за разгледување и за имплементирање. Рамчиловиќ зборуваше дека не била прецизна програмата, не била добра и слично, и наша грешка е, се извинувам, босанскиот јазик треба да стои. Не бошначкиот, босанскиот јазик, босанци, ке зборуваме во иднина. Кирацовски зборуваше за очекувањата на граѓаните што ги имаат за постигање на севкупен соживот во Македонија. Тоа е истото кое што многу пратеници го зборуваа, верувам дека навистина сите ќе работиме на тоа поле. Весел Мемети вели треба голем ангажман од сите за да успееме да го промениме вокабуларот и да си пружиме рака и да се престроиме заедно. Целосно се согласувам, Весел, со таа констатација. Крсто Јовановски зборуваше за економија или вработувања. Скоро ништо немало во нашата програма. Еве, ви велам, држите ме за збор. Јас сум убеден дека ќе одржиме лекција по економија, ќе одржиме лекција која што ќе остане позитивен пример за сите граѓани во нашата земја. Господја Пемова зборуваше за демократија, при тоа заборави дека по економист сме на ниво на демократија со Уганда. Зборуваше со наврада и омраза, но ако еве златната рибка ја ослободи Македонија од режим, ќе ги исполни и другите очекувања на граѓаните, јас се надам. Просина Равенски зборуваше за надеж и верба. Проси, нема да ве изневериме. И јас, и целиот овој владин кабинет. Господинот Трајко Димков зборуваше, сум имал закани во експозето. Немав никакви закани, можеби погрешив што спомнав сејо, ако тоа е закан. Но сите гласаа овде во парламентот со консензус и сејо треба да се ја заврши работата за тоа што е основан. Без било какво политичко влијание или притисок, ако има докази треба да се одговара. Ако нема докази не треба никој да одговара во државата. Никола Поповски вети дека ќе биде добра, конструктивна и критична опозиција. Ви благодарам за тоа. Така треба да биде опозицијата. Согласно дискусијата би биле добар лидер на опозицијата. Господинот Артан Груби зборуваше за верба во програмата. Благодарам, Артан, ќе оправдаме оваа доверба која што ја добивме денеска. Господинот Билјал Касами зборуваше дека владата треба да биде во служба на Македонија и да сите граѓани. Јас ја прифаќам сугестијата и барам поддршка од БЕС за реформите и за сето тоа што е добро и интерес на сите граѓани и на нашата заедничка Македонија. Никола Груевски зборуваше исти работи кои што ги зборува последните месеци, имаше позитивна дискусија. Јас ќе докажам дека Никола Груевски не бил во право. И денеска не е во право. Само два примери ќе посочам. Фондот за здравство вели вработени се 555.453 граѓани со здравствено осигурување. Не се 732.000. Привршете се. Дај може да греши. Привршете се време. Превршуваме веднак самиот крај. ПИОМ 2006 година имал 71 милион евра дефицит. Привршете со времето сме. Привршувам за една минутка, председател. Благодарам. ПИОМ 2006 година имал 71 милион евра дефицит. 2016 има 271 милион дефицит. Тоа не е некој успех. Но дозволете на самиот крај. Сакам да се заблагодарам на владата која заминува за службата која вршеше за нашата заедничка Република Македонија. Многу остри зборови овие два дена имаше, но ако
сета дискусија добронамерно е сваќа. Тешко е да се оди во опозиција, посебно заради сериозни сомневања, а повеќе никој повеќе нема да има контрола врз правосудството. Никој. Затоа и веројатно некогаш се употребуваат тешки зборови, лични навреди или слично. Пред изборите и после изборите сериозни лузни останаа во ова наше општество. Имаше албанофобија во Македонија. Овие лузни овде ќе поминат. Лузните кои што останаа се длабоки. Сакам овде пред камерите да им изразам почит за присебноста на председателите на албанските политички партии. Оти можеа и поинако да реагират. Беа испровоцирани. Има аргументација за тоа. И тоа е ред да го поздравиме и признаеме вечер во овде. Сигурен сум дека на сите им е тешко заради 27. април. Нема некој што му е лесно. Да испратиме порака да не се повтори никогаш повеќе. Ни во нашата Македонија, ни било каде. Преговарајќи за составот на комисиите, меѓу другото, исто намера заради побрзо носење на законот за екстерно тестирање. Господин мандатар, Денеска прв пат, господин мандатар, времето ние треба да преминеме на гласање. Уште 10 секунди. Преговарајќи за составот на комисиите, секако и со намера да утре, ако може, собранието да дискутира и да одлучува по законот за екстерно тестирање покрај законот за изборите, кои што заедно потврдивме да се одржат на 15. Прв пат, како парламентарно мнозинство, направи отстапка и даде на парламентарното малцинство, на опозицијата, да има во 6 комисии мнозинство. Тоа е инклузивност, тоа е прв пат во историја. Во 5. Ако сум грешка, еве во 5. На ова гледам како можност да се вградиме сите и да имаме коректив од НАТО. Ако сме со искрени намери, ќе поминеме кај вашето мнозинство. Ако не сме, веројатно, тоа ќе си каже своите ставови. Да гледаме позитивно и на ова како нова вредност во демократијата во Македонија. И сакам сите да знаат дека јас и новиот владин состав искрено имаме намера да работиме на сплотување, а не на делење. Почитувани пратеници, со отворено срце и огромна верба дека ќе работиме заедно во интерес на сите граѓани и ќе работиме во интерес на нашата заедничка Македонија. Ја барам вечерва поддршката од вас за новата реформска влада на Република Македонија. Почитувани граѓани, од сите етнички заедници, од сите политички проминенци, од сите наши различности, барам ваша помош и поддршка за да донесеме живот во Македонија за сите. Благодарам.